Дали знаете зошто не се работи во четврток? Ден на трудот. Па тоа е празник на работничките права на луѓето. Зошто не се работи во четврток? Па четврток е 1 мај. 1 мај? Како не знаеме 1 мај, ден на трудот. Дали знаеш што се случило на 1 мај? Па скара најчесто, ама треба да е борба за работничките права. Тоа мислам дека би било многу подобро искористено времето, така. Сите ние како вработени некаде треба да се избориме за подобри права. Дугачка приказка е таа. Мислам дека се има случај у Чикаго 1880 и некоја година. Работниците од Чикаго се дигаат значи да сакаат да изразат незадоволство поради неподносливи услови за работа и слично. Таму се брутално е загушен тој протест таму. Тие работници се омаловажувани, носени подоцна на судски процеси и така натака, дури некои се погубени. Пазете. И мислам дека кратко после тој датум глобално е проширен денот 1 мај како празник на работникот, како еден вид отпор против таа, да кажеме, квази феудално однесување према на работникот и за среќа денеска се празнува тоа. Веројатно изгубија малце луѓе и представа за што е празникот, пошто многу беше не против таа тортура што им се случувало, него повеќе за скари и такви работи, се изгуби значењето на празникот некако со тек на време. Порано беше и 1 и 2 не се работише. Сите работници. На времето 1 мај бил ден на трудот, го славивме во Југославија, во Македонија, сега зашто не се слави, не знам. Сите работници, ден на работникот, ден на трудот. А сите вработени во Македонија, треба да го славиме и 1 и 2 да одмараме. In Los Angeles, in America, some workers. In Chicago, yes. I'm correct? Yes. This happened and now took the workers, but it is fake celebration. Why? Why? Because change the meaning. Change the meaning of celebration of this. Where are you from? Greece. And how do you celebrate it in Greece, the 1st of May? Never ever participate. I don't know what they are doing. For me this day is for coffee, for these things. Вие како ќе го прославувате? Дали ќе правите пикник и скара или пак можеби на протест ќе излезете? Во Бања Лука. Да, во градот каде што сум родена. Со семејството. Па во Скопје ќе видам, така да најверојатно ќе излезам. После тоа ќе одам на скара. Па секако ќе биде пикник, тоа ни е некако традиционално останато, така да не е дека не сум бил на протест, туку чисто мирен марш за изразување на правата за вработените. Па да ви кажам искрено, ќе го бележиме некако, што знам, така во некоја природна средина, со оглед на тоа што празникот го има достигнато таа цел. Вие сведоци сме денеска на тој глобален тренд дека веќе, значи, таа борба на 1 мај се случила за 8 часовно работно време. Веќе сведоци сме дека тоа самиот систем, самите држави, самата фела веќе одлучила дека не се потребни ни 8 часовни работи. Значи, може луѓето да бидат попродуктивни со помалку работни часови. Веќе сведоци сме во држави кај што работната недела се сведува од 5 на 4 дена. Значи, така да сметам дека празниковите како го има издржано и тестот на времето, има доста придобивки за таа во тој контекст. Сега за моето место, Стојакова. Таму има трки првомајски и таму морам да бидам секоја година. Тоа е мој крај. Иначе да сум во Скопје би дошол на протест.